сега, внимание ќе ви задржиме со она што ќе следува во нашата утринска програма. Јас и читајќи ги вестите си уживав во миризбата на ова оригинално нешто направено од рацете на нашата гостинка Маја Милошевиќ и како што гледате, ова е нешто уникатно, оригинална, преубава декорација со природни органски сапуни. Морам да помирисам да вистина е нешто убаво со оние чоколадните преубави, па бомбони да ги наречам како и да е чоколадца. Маја, добро утро и добре ни дојде и многу убаво Сузе за тебе и добро утро што ни го раздобавивте вака утрото. Добро да утро. зборуваме за нешто многу убаво со оглед на тоа дека се ближи празникот на жената. Ова е, верувајте, преубав подарок да се даде на една дама, на една жена, девојка, за кого и да е. Не верувам дека има жена која ќе одолее на овие прекрасни декорации. Затоа и е Маја ова утро со нас. Добро утро за тебе, Слободанче, добро утро и за нашата Маја, која навистина прави нешто совршено, уникатно и би рекла единствено на нашиве простори. Како што гледам и можам да забележам, во право си Сузе, вакво нешто досега не сме виделе. Со внимание ќе ве слушам. И затоа ова утро и се восхитуваме и ние овде во студиото, ама верувам и вие, драги наши. И не знам што посилно мириса, дали цвеќето меѓу сапуните или сапунот меѓу цвеќето, иако ова се цвеќиња од сапун, верувале или не. Нешто подоцна нашата камера и покрупно ќе ги забележи да ги видите овие прекрасни икебани направени од природен сапун, кои ги прави Маја со своите две раце, ама тука асистира и сопругот. Така нели, Маја? Така. Секоја чест. Откаде е идејата за ваква една декорација? Вака, најпрво добро утро Сузе за тебе, добро утро до сите гледачи на Алфа телевизија. Ви благодарам на поканата. Идејата. Велат креативноста или ја имаш или ја немаш. Јас најверојатно сум ја имала, само малце подоцна излезе од мене. Бидејќи сме во последно време робови на социјалните мрежи, така гледајќи по социјалните мрежи, значи сосема спонтано излезе некакво видео од изработка на овие сапуни во Русија. Колку повеќе гледаш, колку повеќе гледаш, толку повеќе нели ти излегуваат и ми стана се поинтересно и реков јас ова сакам да го правам. Сега со оглед на тоа дека реално кај нас во Македонија малце репроматеријалите се проблем. Не можеш од идеја веднаш да седнеш и да го направиш она што си го замислил, требаше да се почека да се набави од странство. Репроматеријалите, да. И кога веќе стигна, го направив за своја душа, меѓутоа кога видов како фолдзите има на многу души, на многу, прво на блиските околу мене. Знаете, на народски кажано, кога ти дадат ветер во грб, супер, браво, одлично, и тоа ми беше мотивација да почнам малку посериозно да се занимавам со ова. Навистина немам зборови, можам само да претпоставам колку уживаш во сето ова што го правиш. Морам да кажам за гледачите дека некаде во вториот дел од разговорот ние и на двајца гледачи ќе подариме нешто прекрасно, нешто направено од тебе и нешто што е тука на нашето масиче, затоа бидете со нас до крајот на и емисијата, особено на овој разговор, затоа што ќе ги вклучиме телефонските линии и ќе можете и вие да добиете некое прекрасно подароче изработено од природен сапун. Верувам дека нема такви жени, дами или луѓе кои добиле нешто на подарок, бидејќи ти не изработуваш само женски подароци, туку ти изработуваш и машки подароци. Еве да речеме нешто, ќе го сокријам името, бидејќи не смееме да го покажеме името на ова виски, но верувајте ми, ова овде што го гледате е целосен сапун, така Маја? Да. Од шишето до часовникот до паричникот кој што личи на кожен, Слободанче, ама не е кожен, туку е сапун. Прекрасен подарок, подарок, особено за машко. Бидејќи обично цвеќињата, нели цветните аранжмани се повеќе ме асоцираат на женски подароци, а имаше побарувачка и затоа нели треба да се подари на некој машко, па ете, го имаме тој сет. Значи се што ќе намислат клиентите, се што ќе ти кажат приказката, да речеме сакам да купам подарок за некој кој е фан на автомобили или некој кој што оди во риболов и ти правиш приказка, буквално правиш приказка. Колку време ти треба од нарачката до моментот на конечна реализација да го направиш тоа? Зависи, значи секоја парче одвојува посебно време. Меѓутоа
кога нешто сакаш да го направиш, значи и забораваш на времето кога седнеш да го правиш. Така да, а токму со тие нарачки кога има желби некакви од клиентите и она што јас сум го смислила, сакаат пример букет, сакаат не знам, сакаат да направат нешто друго и јас сето тоа ќе го склопам во еден аранжман и излегува на сосема нова идеја. Ти испорачуваш и онлайн ти прават нарачки, ама имаш и собствена продавница од каде што си купуваат на дневна основа, така нели? Каде може да те најдат клиентите? Се наоѓаме во трговски центар Бисер на Првкат. Отскоро е отворен продажниот салон и работилница и продажен салон ми е. Се е воедно, таму ги изработувате и тука ги продавате. Точно и ги продавам, затоа што претходно работев онлайн, само од дома. Меѓутоа не може клиентите да го доловат оној момент на миризба, да го видат, да го пипнат. Точно со голо око. Јас предпоставувам дека оваа ружичка е одлична како за подарок ова утро, црвена роза или трендафил, како сакате, некои го нарекуваат и ружа, со фотографиите и со инсертите. Ќе продолжиме нешто подосна, се извинувам, не видов дека веќе одат инсертите, но еве имаме гледач, режија ако не се лажам, така нели? Немаме гледач, но овој трендафил би го подариле на првиот кој што ќе ни се вклучи. Маја, кажи ми, не верувам дека има таква жена која сето ова би земала сега бидејќи е сапун природен, па после ќе си го користам јас за бањање, односно за употреба. Јас сите жени што ги запознав и коментиравме за твоиве декорации и кебани, сите ми рекоа, леле, колку ми светна купатилото. Си го украсив, си ја декорирав бањата со тие прекрасни аранжмани цветни на Маја и буквално добив чувство дека живеам во друг стан, не во истиот оној во кој живеев. Познаваш такви кои се бањаат со овие сапуни? Тоа се најчестите коментари од клиентите што купуваат. Нели кога ќе им кажам дека сапунот не само што е декоративен и за арома во просторијата, дека е 100% глицерински, ургански сапун и безбеден сапун, за капење. Така, и дека слободно може да се искористи. И најчестите коментари на клиентите се, па мене ми е жалова да го растурам. Да, наистина е ова жал да се растури и нашите коментари и коментарите со сите кои ги споделив, моите импресии од твоите производи, така да, навистина, секоја. Чести верувам ова трае и нема рок на траење. Нема рок на траење. За употреба можеби не може да се употребува после третата година, пошто самиот сапун има рок, меѓутоа да го оставиш за да трае и за да ти го разубавува просторот и за да мириса, верувам дека трае многу долго време. Еве го имаме првиот гледач и првиот добитник на оваа ружичка или трендафилче. Добро утро. Добро утро, Сузана. Поздрав до Маја и свака час за трпението што ги работи овие тешки изработки, да работиш овие свет треба долго време. Така е, господја Божа, како сте ова утро? Како да ти кажем, Сузе, час добро и час лошо. Посакувам да биде повеќе добро, помалку лошо или воопшто лошо. Ама со нас вие сигурно секогаш подобро, така? Па не е подобро. Вчера многу се консултирав Весна Ечно. Денес одам во гериатрија со доктор Казович, која ме покади. Со лесно, господја Божа, каде и да одите, вие сте добитник на овој трендафил, на ваше име, тука го пишуваме, јас ве познав, а верувам и колегите регистрираа во режија. Благодарам за јавувањето и да го чуеме и вториот гледач кој што ќе добие Маја што? Еве, природен сапун. Еве едни природно сапунче со срциња, еден прекрасен сапун. Добро утро. Добро утро. Кој ни се јавува? Дена љубаво. Благодарам, убав ден и вам. Стварно, вие како телевизија сте уникатни, стварно нека способни наши луѓе што успеваат да бидат уникатни и успешни, ги прикажувате и треба и понатаму истото да го правите. Зато стварно нашата нација е талентирана и способна и квалитетна за многу работи да изработува. Ви благодариме. Ви благодарам за ова што стварно ни го прикажувате на телевизија. Така, и вам ви благодариме за тоа што сте дел од нас. Верувам ги оставивте вашите податоци кај колегите во режија. Ви благодарам за јавувањето. Маја, не се само декорациите, Слободанче, тоа што Маја го прави, туку таа прави и козметика.
Така? Зашто е наменета оваа козметика, Маја? Природна козметика од природни масла, значи јас лично ги изработувам. Тоа е пилинг за тело, путер за тело и гел за туширање. Значи сите овие три продукти се во иста арома, значи има повеќе ароми, меѓутоа во овој случај донесов лаванда, со тоа што значи и кога ќе се скапете и потоа ќе се намачкате со истиот мирис, веќе мирисате. Да, браво, секоја чест на вистина. Најубавото од сето ова кое ние ви го прикажуваме, а изминатиот период мислам дека се надминавме себе си и со гостите на моите колешки, а и она што се трудам и јас да ви презентирам, да представиме доста креативни, иновативни идеи и сето ова е македонски производ. Замислете, сето ова кое што го гледате е македонски производ. Дали како некој кој изработува вакви револуционерни, би рекла, нешта на нашиот пазар, дали добиваш некаква поддршка? Дали има простор да те поддржат институциите за ова што го правиш, Маја? За среќа ја имам поддршката од дома првенствено, а за жал ке кажам дека реално во нашава земја нема многу институции кои што го поддржуваат. Не сега добро се исклучоци каде што нели постојат базари каде што можеме ние да ги ставиме, да ги изложиме нашите ракотвори. Но тоа е неколку пати во годината. Неколку пати во годината, така да ние сме тие што сами се креираме, значи од идеја до реализација, до реклама, вие до сте и работници, и собственици, и тие што ги носат тешките работи, и тие кои што ги рекламираат, и тие кои што ги продаваат. И во тоа има некоја предност, би рекла, не е секогаш едноставно, но секоја чест еве на најтесното семејство сопругот ти е најголема поддршка и знам дека и него го имаш целосно внесено во ова што го изработуваш. Ги спомена базарите, а се наближува 8 март. На кои базари ќе можеме да видиме твои производи? Па во сите молови досега сум поканета, значи најчесто досега имавме соработка со City Mall, им благодарам на нив. Оваа година ќе бидам во Eastgate молот, во Diamond Mall и во градскиот трговски центар, значи таму ќе имаме наши штандови каде што ќе бидат изложени моите креации. Одлично. И можеш само за крај да ни споделиш некоја интересна нарачка или некоја интересна соработка, приказна, поврзана со еве точно вакви желби на клиенти кои што сакаат нешто посебно специјализирано да им изработиш? Па нешто интересно конкретно се нема случајно, меѓутоа ќе напоменам дека досега немам добиено негативен коментар. Или значи, невозможна нарачка? Па невозможно. Нема невозможно. Значи, пробувам секоја желба на клиентите да ја остварам со тоа што, значи, правам и персонализирани подароци, значи, со, не знам, роденденски, името на бебето, името на тој што треба да се подари, со среќа роден ден, значи, во зависност од која прилика е. Ако јас ти кажам сега дека внук ми Јаков многу сака багери, можеш и багер да изработиш од сапун? Може. Значи од идеја до реализација. Нема нешто што не може да се направи. Па дури цел еден багер. Маја, секоја чест на вистина, јас можам само да ти се поклонам вака за се ова што го правиш, да ти посакам уште многу години да ги усреќуваш твоите клиенти, клиентки, да купуваат вакви убави посебни подароци кои има толку многу естетика во нив. Вака само ќе го поткренам, бидејќи можеби не можете во целост да ги видите. Никогаш не би рекла на прва дека се работи за сапун, и тоа природен и целосно безбеден сапун за користење. Нешто што нема рок на трајање, може долго да го разубавува просторот во кој ќе го сместите. И да посакам навистина многу радост на секаде каде што ќе влезат твоите декорации. Ви благодарам. Ти благодарам што ова утро беше дел од нас, а ние продолжуваме со Да, навистина убаво загледка, како што кажав, и го разубави студиото и имаме прекрасен тука опоен мирис. Само сакам да прашам, овие сапуни може да се користат, секако кажавме, и за бањење. Исто така и за бебињата, со оглед на тоа дека ги споменавте, може и за нив да се користат? За нивната кожичка? Така, јас самата имам едно бебе дома, значи веќе испробана работа. Може слободно за бебиња, затоа што сапунот е ист и за бебешките сетови и за цветните аранжмани, значи 100% глицерински сапун, природен сапун, органски сапун. Кој што може сите да го употребуваме. Кој што може сите да го користат. Од 7 до 77, односно од 0 до 77. Јас се воодушевувам прво што треба да се изработи сапунот, па потоа и да се осмисли
после тоа и декорацијата. Секоја чест за вас и драго ми беше што бевте наш гостен ова утро и ја што се најдов на ова место да ги погледнам овие прекрасни декорации. Благодараме на вас.